постапката со делба на заеднички имот, судот одлучува за начинот и условите за делба на заедничкиот имот, доколку не е спорен на начинот и условите за делба на заедничкиот имот, делбата може да се направи кај нотар во форма на нотарски акт. Постапката за делба на заеднички имот се поведува со предлог. Тоа е вонпарнична постапка. Во предлогот треба да бидат наведени сите носители на правото на заедничкиот имот и сите носители на правото на собственост и другите стварни права. Предлогот може да го поднесе било кој од носителите на правото на собственост или други стварни права. Во предлогот треба да биде доставен и доказ за собственост на заедничкиот имот или други стварни права. Судот закажува рочиште на кое што ги повикува сите учесници, односно сите носители на правото на собственост на заедничкиот имот и носителите на други стварни права. Доколку помеѓу нив не е спорен начинот на делба, тогаш судот тоа го констатира во записник, водејќи сметка за да не бидат повредени присилните прописи. Доколку не може да се подели заедничкиот имот не може да се подели, или пак со делбата значително би се намалила неговата вредност, тогаш судот може да назначи еден од носителите на правото на собственост да му припадне на него целиот имот, по со решение да го утврди износот кој што е должен да го исплати на другите учесници.